Драги ученици, ако добро ги усвоивте знаењата за поимите точка, права и отсечка во претходното видео, тогаш во денешното нема да ви биде проблем да ги подигнете стекнатите знаења на малку повисоко ниво. Ви предлагаме внимателно да го проследите видеото. На цртежот имаме две прави, права П и права С. На правата П лежат точките А и Б, а на правата С лежат точките С и Д. Всушност, точките и на двете прави ограничуваат по една отсечка. На правата П отсечката АБ, а на правата С отсечката CD. Што ако можеме да ги земеме овие две отсечки? Отсечката АБ и отсечката CD, и при тоа да ги поставиме во некој нов однос. Односно, овие две отсечки да имаат една заедничка точка. На колку начини можеме да го направиме тоа? Можеме да го направиме на следниот начин. Двете отсечки да се вкрстуваат, односно да се сечат и при тоа да имаат една заедничка точка. Понатаму, може едната отсечка да се припојува на другата, повторно имате една заедничка точка, но она што нас ни треба е тоа крајната точка на едната отсечка да биде почетна точка на другата отсечка. На овој начин две отсечки формираат искршена линија. За да формираме искршена линија, потребни ни се најмалку две отсечки и тоа, како што кажавме, отсечките треба да се поврзани така што крајната точка на едната отсечка треба да биде почетна точка на следната отсечка. И на оваа искршена линија можеме да ги означиме така што ова ќе биде точката А, тука можеме да ја поставиме точката Б и тука точката С. Точката Б е заедничка точка за двете отсечки, односно за отсечката АБ и за отсечката БЦ. За две отсечки кои имаат заедничка точка, велиме дека се соседни отсечки во искршената линија. Еве уште неколку примери на искршени линии. Важно за искршената линија е секоја отсечка да лежи на друга права. Заедничко за сите овие искршени линии е тоа што тие се отворени искршени линии, односно почетната точка на искршената линија не е заедничка со завршната точка на искршената линија. Доколку на оваа искршена линија почетната и завршната точка ги споиме во една точка, ќе добиеме затворена искршена линија. Но она што денес ние ќе го работиме е отворената искршена линија. Името на оваа искршена линија ќе биде искршена линија А, Б, С. Еве пример на искршена линија која е составена од три отсечки. Најпрво да ги обележиме точките со кои е означена оваа искршена линија. Точка F, точка G, точка S и точка T. Името на оваа искршена линија ќе биде F, G, S, T. Кога го запишуваме името на искршената линија, започнуваме со една од крајните точки на искршената линија и ги пишуваме поред сите точки со кои се ограничени отсечките од кои е составена искршената линија. И останува уште да научиме како да ја пресметаме должината на искршената линија. За да ја пресметаме должината на искршената линија, треба да ги знаеме должините на отсечките од кои таа е составена, а потоа да ги собереме и да пресметаме. На овој лист се дадени должините на отсечките од кои се составени искршените линии, да ја пресметаме должината на отсечката АБЦ. Тоа ќе го направиме ако ги собереме должините на отсечката АБ плюс должината на отсечката БЦ.
С. Да замениме колкави се должините на секоја од одсечките. Сината одсечка е со должина од 8 cm, а портокаловата одсечка е со должина од 10 cm. Што значи? Одсечката АБ има должина од 8 cm, заменуваме АБ, должината на АБ е 8 cm, плюс должината на БЦ е 10 cm, што е еднакво на 18 cm. Ако земеме линијар, ја земеме искршената линија и ја поставиме на скалата, ќе видиме дека навистина искршената линија има должина од 18 cm. Да ја повториме постапката и со другата искршена линија. За да ја пресметаме должината на оваа искршена линија, треба да ги пресметаме должините на трите одсечки од кои таа е составена. Одсечката FG, должината на одсечката GS и должината на одсечката SST. Да видиме колкави се вредностите за секоја од овие одсечки. Должината на FG е 6 cm, должината на GS е 4 cm и должината на ST е 5 cm. Останува да замениме и да собереме. FG е 6 cm, наместо должината на FG пишуваме 6 cm. Наместо GS ја внесуваме должината 4 cm. И наместо ST ја внесуваме должината 5 cm. Останува да собереме. 6 cm и 4 cm се 10 cm и 5 cm се 15. Да направиме краток преглед на знаењата кои ги стекнавме денес, а кои се важни за разбирањето на искршената линија. Заедничка точка, односно точката со која завршува едната одсечка, а започнува другата одсечка во искршената линија. Одсечки од кои е составена искршената линија, две или повеќе. Соседни одсечки, одсечки кои имаат заедничка точка. Отворена и затворена искршена линија и должина на искршена линија. Овие поими уште полесно ќе можете да ги научите со решавање на работниот лист кој е поставен на нашата страница. Ако ви се допадна како беа прикажани одсечките и искршените линии во видеото, ве предизвикуваме со ваши идеи и користење на различни материјали, чепкалки, пластелин, конец и слично, да изработите свои, да ги сликате и да ни ги спратите фотографиите, за да можеме да ги објавиме на страната од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.